Во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, од 5 септември во Оризари започна одржувањето на 7-миот меѓународен фолклорен фестивал Ѓурѓовдански обичаи и песни Јора. Манифестацијата секоја година се одржува во месец мај, но годинава поради пандемијата со COVID-19 беше одложена за септември. Манифестацијата започна со игри во Оризари, но со почитување на сите мерки за заштита и превенција од коронавирусот. Продолжува во Зрновци, а ќе заврши на 12 септември во Оризари со настап на оркестри. Оваа година нема да настапат фолклорни групи, туку само оркестрите, истакна Александар Тошев, претседател на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. Проектот веќе започна во саботата со традиционални игри и обичаи во Оризари, во рекотекот на река Масалница и со неколку фотографии во самиот клуб. Проектот исто ќе продолжи утре со спроведување на традиционалните игри во Зрновци, со игрорната група од Зрновци на вокалниот ансамбл Љупчо Сантов. Потоа, на 12 во Оризари е предвиден еден мал концерт со неколку оркестри од Кочани и Радовиш, Струмица, со што на еден начин ќе биде одбележен самиот проект. Исто така, на лице место ќе биде прикажана и традицијата, односно сукањето зелник и биењето на маслово и матеница во бути. Поради пандемијата намален е и бројот на учесници оваа година. Ќе настапат оркестри од Кочани, Струмица и Радовиш, а од странство ќе учествуваат оркестрите Младинскиот културен центар Босна Арт од Стиеон Поле, Грачаница, Босна, Културно-метичкото друштво Игало Херцег Нови, Црнагора, Културно-метичкото друштво Медвеđa од Трстеник, Србија и Кут Младост од Босилеград, Србија. Преку овој фестивал се чува материјалното и духовното наследство, како што се песните, ората, обичаите, а со тоа всушност се чуваат традиционалните и културните вредности и се пренесуваат на идните генерации. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за култура, Општина Кочани и од приватниот сектор.